Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Пророкот Исаија пред 700 години рекол: "Нему ја давам мојата слава на друг", зборува Господ. Кога Бог зборува, човекот треба да слуша. И кога Бог предупредува, тоа треба да се земе при срце. Тој денес ти дава правец и те насочува по кој пат треба да одиш. Бог сака да си среќен, да бидеш радосен и исполнет со неговата љубов. Тој не сака ти да не сакаш да му бидеш послушен. Тој сака ти да сакаш да му бидеш послушен. Господ сака да бидеш негов пријател и немој постојано да го одбиваш. Господ може да те остави и ќе те остави ако постојано го предизвикуваш со твоите недела и ако постојано скршнуваш и им искажуваш почитување на божества и божици кои не се за почитување. Господ сака да го љубиш и со цело срце и нему да му служиш. Тој сака само нему да му се молиш и од него помош да бараш, за тебе, за твоето семејство и за сите твои роднини пријатели. Тој не сака луѓето да упатуваат молитви на мртвите и да ги повикуваат и помош од нив да бараат за своја заштита. Тоа е погрешно и нема никаква библиска потврда дека мртвите ги слушаат молитвите на живите. Тој не сака со окултни практики, спиритизам и магии Божи гнев да привлекуваш. На Бог му се мили оние кои со цело срце ќе извикаат: "Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. На зелени пасишта тој ми дава починка, при тивки води ме води. Ја освежува мојата душа и ме води по патеќите на правдата поради своето име." Со лажни богови божества ум и срце нема да хранам и суета човечка да славам за моја вечна штета. Само Господ е достоен и само нему му припаѓа сета почит и власт во сите векови. Исус одамна го повикува човештвото и денес е ден да одговориш на неговиот мил и нежен повик, велејќи: "Дојдете при мене сите вие кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно." Потоа Исаија вели: "Јас Господ ми е име, нему ја давам мојата слава на друг, ниту својата чест на киповите." Потоа во Летописи, 24 глава се вели: Бог вели вака: "Зошто ги прекршувате Господовите заповеди, зошто не сакате да бидете среќни? Како што вие го оставивте Господ, така ќе ве остави и тој. Ако се противите уште и натаму, ако не сакате да ме послушате, 7-кратно ќе ги зголемам врз вас раните за вашите гревови." Потоа во Јован се вели: "Но знам дека вие немате во себе си Божјата љубов. Затоа, ако навистина ги послушате заповедите што ви ги давам денес, и ако го љубите Господ својот Бог, и ако му служите со сето свое срце и со сета своја душа, ќе и давам на вашата земја дожд во вистинско време, на есен и напролет, и ќе можеш да ги собираш своето жито, своето вино и своето масло. Ќе му давам трева на твоето поле за твојот добиток, така ќе јадеш и ќе бидеш сит. Внимавајте да не бидете заведени во вашите срца, да не тргнете по грешен пат и да не им искажувате почитување на други богови и да не им се клањате. Зашто тогаш Господ ќе пламне со гнев против вас, ќе ја затвори небесата и ќе нема дожд. Земјата не ќе дава род и вас ќе ве снема брзо таа добра земја што Господ ви ја дава." Му се посветија тие на Валфегора и јадоа жртви за мртвите. Го предизвикуваа со своите зли дела и тој фрли на нив помор. Но, повикај го ти Господ додека може да се најде, повикај го и тој ќе те спаси од вечна смрт. Амин.